Се уште нема ниту една официјална пријава за штети од поплавите во село Градовци. Жителите кои изминатиот период претрпеа штети во своите дворови, посеви и штали, може да пријават до 23 јануари годинава, при што на терен ќе излезе комисија за проценка на штети формирана од страна на општина Кочани. На тој начин ќе се констатира штетата, а граѓаните ќе бидат обештетени од поплави од излевањето на река Масалница. До овој момент нема ниту една официјална пријава за штети. Јас се надевам и дека штетите не се кој знае колка, бидејќи стварно работевме на терен пред да се случи поплавата и ќе продолжим и после неја. Но сепак огласот е отворен до 23 јануари 2026. Во меѓувреме големо се работи на расчистување на речното корито на Оризарска река, со цел ваквите поплави да бидат минато. Како што посочи градоначалникот Грозданов, се работи на критичните точки, а така ќе продолжи во иднина. Со механизација и работна рака од комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани, но и од ДАДЕ Водостопанство Брегалница Кочани се санира коритото, со цел при обилни врнежи од дожд да не дојде до изливање на река Масалница. Речното корито не е било поубаво од досега што постои. Санирани се критичните точки, продолжуваме на соочистења во потегот од Оризари до Прибачево и до Градовци на истата река. Последните врнежи од дожд ги наполнија дворовите и подрумите на жителите од село Градовци, кога се излеа Оризарска река. Под вода беа и дел од животните складирани од ориз, како и разна зимница.